што гледате зад мене е базенот кој што е на некој начин показател дека летната сезона е пред крај. Ако не е завршена, тогаш сигурно нека превршува. Летото привршува, а ние тука ја стартуваме четвртата нова сезона. Денеска ќе погледнете неколку работи како завршивме во претходната и ќе ве потсетам на некои основни работи, како што се, например, работните дозволи, бидејќи сега е период, точно сега, кога доаѓа еден нов бран на нова група луѓе од Балканот. Имено да се потсетиме што е важно и што би требало да не заборавите или не дај Боже да прескокнете ако тргнете навам по работа или едноставно да се преселите да си го живеете животот веќе на Карпава и едноставно можеби некоја информација плюс ќе ви биде од помош во времето кога ќе пристигнете тука на островот. Значи, одиме поред. Friday 8 p.m. New podcast. Значи вака сега. Еве, сега ќе одиме едно по едно. Прво, пред што и да отворите, пред што и да побарате, многу е важно да знаете дека треба да имате веќе од Македонија подготвено CV со најмалку 3 годишно работно искуство за позицијата на која што планирате да аплицирате во Малта. И од кога ќе дојдете, имате практично 90 дена, бидејќи толку трае визата да слободно може патувате во земјите на Европска унија, практично 89 дена ви остануваат за да поднесете апликацијата. Потоа треба да имате валиден пасош, кој што треба да биде минимум 1 година важност, бидејќи кога ќе ги поднесете документите во Identity Малта, тие ќе ви бараат копија од сите страници, вклучувајќи ги, значи, празните страници на пасошот, а тој треба да биде важност минимум 1 година, бидејќи работната дозвола што ќе ја добиете ќе биде на минимум 1 година. Не може пасошот да ви важи 6 месеци или уште 9 месеци, ќе може да влезете во Малта како турист нормално, но нема да може да добиете работна дозвола, бидејќи таа е за минимум 1 година. Понатаму, треба да имате договор за работа. Кога ќе го имате договорот за работа, проверете дали е подпишан од двете страни. Треба да имате, тука ќе ги најдете и сертификатите, треба да имате пополнето сертификат 1А и CA, тоа се две форми за non-EU country, значи за земји од третиот свет, практично влегува и Македонија како неевропска држава. Работодавецот ќе има своји документи кои што тој мора да ги пополни и да ги приложи. И не го поднесувате вие цел тој куп на документи, туку работодавецот за вас го поднесува онлайн на Identity Малта. Имајте предвид дека се што имате како дипломи, сертификати, завршени курсеви, земете си ги со вас преведени на англиски, бидејќи веднаш ќе ви затребаат. Потоа имајте наум дека ќе треба да тука да купите и здравствено осигурување. Здравственото осигурување треба да се извади во Малта и чини некаде меѓу 120 до 250 евра, зависно од тоа колку години сте возрастни. Договор за наем на стан. Тоа е задолжително. Значи, има посебна декларација, се вика
Rental Declaration Form плюс втор документ е од Housing Authority документ дека наемниците се регистрирани таму. Тие документи, значи заедно со на предходното, работодавецот ги вложува во Identity Malta овдека онлайн. После тоа имате и една апликација која што практично не е апликација. Целата таа апликација што ја пополнувате за вработување треба да ја платите. Тоа чини 280 евра запирка 50 центи. И од кога ќе заврши оваа процедура, добивате мејл, затоа што на апликацијата ви го бараат вашиот мејл. На вашиот мејл ќе добиете информирање дека документите се прифатени за вашата апликација за работа и ќе добиете можност да одберете датум за сликање за личната карта. Од кога ќе одберете датум за сликање за личната карта, се пријавувате, бидете подготвени тој ден да бидете во Identity Malta лично, се сликате и подоцна има една процедура која што трае меѓу 3 недели и 2 месеци, зависно, сега е се побрзо и побрзо, бидејќи недостасуваат многу работници, ве повикуваат со писмо да појдете да си ја подигнете личната карта. И веќе сте регистриран како работник во Малта, со плаќање на сите придонеси ќе бидете, ви тече пензиско-инвалидското осигурување, кое што после 10 години стекнувате право на пензија, која што ќе си ја добиете во Македонија можеби. Од кога ќе наполните 65 години, има едно правило, мора да имате сметка во Малтешка банка, бидејќи пензија не исплаќаат на други банки како што го прават тоа другите земји во Европска унија, туку тие исплаќаат исклучиво на банка која што е регистрирана во Малта, но за тоа потоа има време. Прво треба да го почне тој цел работен циклус. Мислам дека убаво и прецизно ви ги објаснив работите. Пак ќе повторам, на оваа страница што ви ја кажав имате се на англиски јазик, а јас се потрудив да го сублимирам тоа на македонски во вака кратки црти. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Инаку Малта има недостаток на работна сила, некаде според некои проценки, бидејќи се уште не се објавува и тоа ја крија таа информација како змијата нозеде што велат. Оквирно, генерално, според сите хотели кои што не се отворени и се чекаат да се отворат сезонава, според сите струки, фабрики, иако ги има многу малку, кои што имаат потреба од работници, кафетерии, ресторани, буквално во секој град, се смета дека околу 10.000 работници и се неопходни за да се покрие целосно пазарот комплетно на работна сила во Малта. И тоа се најчесто во оние струки кои што се врзани со туризмот и се во нископрофилните професии. Од типот на чистачки, по хотели, шанкери, келнери, менеджмент во хотелите и така натаму, до професиите во градежништвото, кои што исто така недостасуваат многу. Имате буквално во IT секторот, во гейминг индустријата, која што е мека во Европа за гейминг компаниите. И имате до професии, например, пред некое време, бидејќи јас бев на листата на оние кои што се занимаваат и со филм, и со видео, а дури има преку моето дете, влегов и во онаа табела на
статисти по филмови и така. Например, има сега снимање започна овие денови на Наполеон, новиот филм во кој што глумат врвни холивудски актери. Тоа се практично истата екипа без Расел Кроу на Гладиатор, кој што Ридли Скот ги носи во Малта, веќе се тука снимат за 4 сати работни во денот до 6 максимум саатницата. Вкупна дневната плата е 150 евра. Сега такви професии имате ретки со толку добра платеност. Например, јас ова бидејќи бев инволвиран директно, ја знам таа сума, например, како репортери на гейминг компаниите се заработува од 50 до 60 евра за 2 часа, значи некаде доаѓа околу 25 евра саатница до 26. Имате професии кои што се уште се држат на минималецот, иако тие се најчесто оние нови работници кои што ги носат од Индија, од Пакистан и Филипините, кои што баш поради нив се спушти малку нивелот на плаќање во таа професија. Например, прочитав една информација дека Интерконтинентал, кој што ќе отвори на големо со сите своји хотели во Малта, веќе има и закажано рекрутирање во Скопје. Ако не се лажам, беше во Мериот хотелот, тие веќе најавија дека за најниските профили некаде се движат од 7 евра па до 10 евра саатница. Например, чистачка во Интерконтинентал сигурно зема повеќе него ли некаде во другите хотели кои што имаат саатница 5,5, 6 и така натаму. Добри се платите исто и во IT секторот, каде што таму нема по саатница најчесто, таму се на годишен буџет 30.000, 35.000 до 55.000. Имам сретнато барање за работници, плюс тука доаѓаат бонуси разни, од годишни бонуси, од 3 месечни бонуси и така натаму. Значи, лошо е да кажам која е саатницата за работа, бидејќи во секоја професија секој профил има различна саатница и тие се разликуваат зависи каде сте вработени. Затоа внимавајте, а јас сега ќе ви покажам, например, да видите и како изгледа една основната коштичка, малечка, едно кесенце од продавница со основните производи, на леп, млеко, јајца, макарони и така натаму, колку чини и колку чини, например, кирија во овој момент да земете да рентате стан, колку треба да платите. Многу е важно да знаете дека она што ќе видите цената важи за договорот кој што ќе го потпишете со сопственикот на станот, тој е задолжителен за да може да добиете лична карта. Мора да имате две кири, едната ја плаќате за тековниот месец и другата ја плаќате како депозит. Сега ако одите директно е тоа. Ама ако одите преку агент, размислувајте дека веднаш 50% од киријата мора да платите и на агентот. Така да тоа се оние основни трошоци кои што мора да ги имате кога ќе стигнете во Малта. Igor Filevski Show. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
4, 3, 2, 1. Start. Сега ајде да се префрлиме и на бројките кои што излегоа официјални во Малта за тоа колку вработени од која земја има најмногу пристигнато овде на островот. Табелата погледнете ја сега. Сега, каде се тука македонците? Бидејќи ги нема на оваа табела, бидејќи се под 1000 влегуваат во остатите, значи сигурно се под 1000, но ако земете предвид дека Бугарија е со бројка над 2000 и ги гледате тие разлики, тогаш сигурни бидете, бидејќи сведоци сме на популација која што тука доаѓа и со двојно државјанство и многу полесно функционира кога се пријавува во Малтешкиот завод за вработување токму со европски документи, бидејќи не плаќа на вадењето на лична карта секоја година, што чини околу 300 евра, нешто под, плюс тоа се добива на 5 години и така натаму. Малце се други бенефитите, отколку кога ќе дојдете со македонски пасош. Токму затоа на табелата изгледа ваква бројката, иако сигурно дека македонци се сигурно над 1500 во однос на овие сите останати кои што ги видовте. Дали ја забележавте разликата, скоковите на некои нации, кои што за само неколку години скокаат до енормни и илјадници бројки, значи големо населување за вработување токму од овие нации. Може да заклучиме едно, дека островот некако повеќе се затвара за балканскиот свет, како што беше пред короната, и се отвара повеќе за азискиот свет, затоа што бројките официјални токму тоа го кажуваат. On Macedonian language. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1.
start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.